Да го дополнам одговорот, мислам дека во дипломатијата која што треба да ја водиме како држава, треба да им објасниме на хрватите дека државјанство е државјанство и не постои државјани од втор ред. Така што генерално одговорот не би го лоцирал дека проблемот е само кај хрватите. Мислам дека многу поактивна политика треба по ова прашање да има од наша страна. Ви благодарам на вашите 60 секунди. Што мислите, господице Мешковска? Зошто се префрла топката? Зошто се префрла топката? Затоа што мислам дека нашите не можат апсолутно да одговорат на барањата кои што им ги поставува ХАК. Токму затоа. Мислите дека не се способни да не дадат се способни, не се ажурни, не сакаат да помогнат веројатно, не сакаат да се плеткаат со многу други работи. Колку е опасно? Како? Колку е тоа опасно ако се издадат гаранции? Па, колку е опасно. Не знам колку е опасно, но вреди да се жртвува за наш човек. Вие како граѓанин на Македонија знаете ли што означат овие гаранции за една држава? Па, конкретно не. Не. Мислам дека човекот се обидува да се брани од слобода, што значи дека земјата треба да гарантира дека нема да ја напушти. Значи дека ќе остане тука во земјата. Добро. Имате ли вие сознание, да речеме, конкретно од хрватските власти, од нивниот прес, како тоа помина во Хрватска? Само што ми се јави хрватскиот премиер, ме извести, меѓутоа тоа не знам јавно да го кажам. Ви благодарам. Дали тука завршува приказната? Па тука не завршува приказната, ова всушност не е почетокот на приказната е на друга страна. Ние прво и основно околу Љубе ние не расчистивме како он си заменил оваа држава, кој го изнесе, дали го изнесе Хари Костов до граница, дали американскиот амбасадор Батлер го изнесе, зошто отиде, по кој канали, како одеднаш се појави изникна. Значи ништо ние од сето тоа не разјаснивме. Не повикавме уште еднаш да продискутираме јавно која е комисијата у собранието, која му го одзеде имунитетот и зашто му го одзеде имунитетот. Едноставно човекот беше ишутиран од оваа држава и сега држава која сака да дае гаранција недоволно сериозна и затоа и несериозно ја разбираат. И во тоа се завршува се. Не е приказката завршена, ама ќе трае многу долго. Тие двајца и тој и Јохан ќе останат таму. Енормно долго, затоа што ние доволно сериозно не се поставивме уште од почетокот. Зошто отишол, кој отишол, како отиде преку граница, кој го изнел, на див премин, на питом премин, со знање на полиција, без знање на полиција, со знање на овој, на оној. Мислам дека е тоа. Работата не е завршена, ама што се однесе од хрватите е. Добро, ви благодарам. Кога мислите дека реално ќе почне процесот на Бошковски? Јас мислам дека процесот намерно се долговлекува за да се држат во незгодна позиција државите, посебно нашата држава, за да се гледа како ќе се спроведуваат реформите, посебно рамковниот договор. Така што мислам дека Љубе Бошковски е најден во една несериозна и неприродна позиција и требаше нашата држава многу посилно да гарантира. Од друга страна, овој процес, после изјавата на хрватскиот премиер, треба да продолжи на дипломатско ниво. Треба да се повика хрватскиот амбасадор во Скопје на разговор во Министерството, да се појасни изјавата што ја даде премиерот и да се објасни што тоа значи дефинитивно од страна на хрватската држава и да се појаснат нашите позиции уште еднаш. Значи треба да се протестира. Овој процес веројатно ќе трае многу долго време, што значи дека ние како држава ќе си имаме работа многу долго време, меѓутоа познавајќи го лично Љубе Бошковски, мислам дека секој напор од наша страна ќе биде оправдан. Добре дојден. Добро, ви благодарам. Во меѓувреме да ви кажам дека овие проценти кои што ги имате на вашите масички се проценти кои што претходно сте ги добиле во текот